Во светот на бизнисот, каде доминираат мажите, се повеќе жени успеваат да се истакнат како визионерки, менаџерки и лидерки. Тие се доказ дека упорноста, знаењето и посветеноста може да ги поместат сите бариери и да создадат простор за поголема еднаквост и инклузивност во корпоративниот свет. Знаете, ако тргнеме од сите истражувања кои што се за успех на младите, како што се PISA, TIMSS и така натаму, сега кажам еден пример, женските деца се секогаш подобри во математика и во наука, меѓутоа кога ќе видите колку девојчиња се запишуваат во STEM образование или факултети, тоа се многу малку. Тоа е нешто што е длабоко вкоренато во општеството, во смисла на стереотипи за жените и професии кои што ги имаат жените и начинот на кој што жените треба да се истакнат или не треба да се истакнат, колку треба да бидат гласни во кажување на своите ставови. Секогаш се смета дека жената е втор заработувач во едно семејство. Според последните статистики, над 20% од младите ја напуштаат Македонија. Ниските плати и ограничените можности за професионален развој го оставаат нашето општество и економијата осиромашени за свежа енергија, иновации и идеи. Исилувањето на младите, рефлексија на она што се случува во државата, воопшто, меѓутоа и во економијата. Тука влегува корупцијата, владење на правото, инфраструктурата, значи сето она што го чини квалитетот на животот. Мораме да имаме повисоки стапки на економски раст, над 5%. Понатаму мора да се подобрат квалитетот на услугите. Јас велам, институциите се клучно нешто зашто емигрираме или зашто ние не сме задоволни од животот тука. Кога имате задоволен народ, кога имате несиромашен народ, полесно е да спроведете реформи кои што ќе доведат до уште повисок раст. Мислам дека сега тој пат или зачинувањето се гледа повеќе како можност за емиграција и за работа и живот во странство, отколку што се гледа колку тоа ќе го направи животот во Македонија подобар. Јас би рекла дека ние мора да останеме на тој пат и да ги правиме реформите што се на тој пат, паметно, секако, бидејќи некои од тие процеси, барања, директиви и така натаму не одговараат на нашето ниво на развиеност на земјата. Јас сум 7 години извршен директор на Македонија 2025, се надевам дека ќе останам уште известно време таму, бидејќи навистина ја сакам организацијата и уживам во својата работа. Да кажам и дека го прошируваме тимот, тоа значи дека уште повеќе сакаме да работиме, веќе сме 10 лица, планираме и нови вработувања и тоа исто така кажува дека како организација сме фокусирани, истрајни и понатаму ќе бидеме посветени на тоа Македонија да ја направиме или да помогнеме да биде подобро место за живење и од аспект на компаниите и од аспект на граѓаните.